Викендот на грчката граница долги редици и чекање и до 4 часа. Сезоната се уште не е ни почната, а на границите веќе гледаме нервозни туристи и граничари. Најава за вистински летен хаос. Европа го воведе ЕЕС, нов систем што наместо печат бара биометриска регистрација на секој влез и излез. Резултатот – поголем притисок таму каде што и досега беа тесните грла и побавно минување на границата. Вака е во април, а како ќе биде кога ќе почне шпицот и кога ќе навалат и србите и косовците? Упатените разработуваат сценарија за чекање и над 8 часа за влез и излез. И тоа не е се. Од крајот на годината не чека уште едно ново правило за влез во Европската Унија. Кратенката ETIAS значи обврска за претходно обезбедена онлайн дозвола, без која нема да може ни да се тргне кон земја членка. Дали Европа се дигитализира или се затвора? Дали границите со тоа што за неа се побезбедни, за нас стануваат се понепроводни? И кој ќе ја плати цената? Граѓаните, туризмот, економијата? Да си кажеме со представници на оние кои, освен граѓаните, најмногу ги засегаат новите правила и допрва го чувствуваат и го чувствуваат удар туристичките агенции. Им велам добре дојде во студиото на Телма на Ана Марија Алексова Малева од НАТА, Национална асоциација на туристички агенции, и на Иво Крстевски, собственик на туристичка агенција. Дали она што го гледаме деновиве на грчката граница, конкретно на преминот Богородица, е в зони 4 часа чекање, така беше во саботата за луѓето кои отидоа на кафе во Солун, е само краткотраен шок поради новите правила или пак ново нормално? Како вие го доживувате како луѓе од бизнисот? Вака, најпрво, системот е смислен за поедноставно да биде, односно електронски, наместо да се ставаат печати на стариот традиционален начин од страна на полицајците на граница, тоа да биде преку биометриско скенирање. Можам да кажам дека ова беше првата ситуација кога мораше да се постојано, односно 24 часа, да се имплементира истото и можеби ситуацијата, односно чекањето дојде до таа ситуација што во исто време беа повеќе луѓе и додека тоа да се среди, да се снајдат колку се спремни и полицајците на граница и колку такви апарати има. Проблемот со возилата, да, имаше некој чекање, но не во постојаниот период и мора да бидеме свесни дека секогаш, кога се празници и летната сезона, секогаш имало чекање на тие гранични премини. Добро, зборуваме за последниот викенд, не беше празничен. За Великден. Не, сега за овој, последниот. И за овој, за Великден почна. Така, за Великден најпрво почна, тогаш се осети првата ситуација и веќе наредниот како се развалува времето нормално. Тоа е начин како да влеза, значи за да се заштити Европа од она да нема надминување над 90 дена во последните 180 дена кои што законот дозволува на сите кои што не се членки во Шенген зоната, ние имаме ограничување за да не се надминува тоа, за да се заштити Европа, го става овој систем, значи сите се нели електронски, да биде поедноставно, да биде побрзо. Примерот на многу аеродроми дури искрено побрзо поминуваше тоа. Меѓутоа, еве на грчка граница на Богородица конкретно, првата ситуација не се снајдоа, меѓутоа сметаме дека нема да се случува тоа за летната сезона, заради тоа што прво постои можност да се стават повеќе такви апарати за побрзо да се поминува. Втората ситуација, Европската комисија го дозволува моментот ако настане наплив, односно ако биде многу гужва одредени сати, односно одреден временски период да се оди повторно на оној класичен начин, односно повторно да се оди со пасошот и со печат. Така да верувам дека заради тоа што и нив ќе им биде проблем на граница, дека нема да дозволат да се случи ова цела летна сезона, како што кажавте, заради тоа што освен ние на тој граничен премин се и грците и косоварите, така да позитивно да гледаме на тоа дека ќе се надмине проблемот со кој што се судривме во првиот момент. Добро. Нормално е да има чекање, ама да се надеваме дека нема да биде ова што беше. Крстевски, дали го делите овој оптимизам на Алексова Малева и покрај тоа што, например, и светски медиуми Guardian пишува за чекање и на аеродромите ни се Европа, значи не зборуваме само за чекање на Ерзон и Богородица, зборуваме за неколку часа чекање и на аеродромите ни за Европа. И генерално топ тема е секаде во Европа и во Британија, па ете грците разгледуваат опции, односно веќе разгледа опции и дозволија британците да бидат изземени од биометриска регистрација при влез и излез од Грција, за да не се создава гужва и меташ и на грчките острови, каде што британските туристи се најбројни. Традиционални, да. Па искрено мислам дека малку и неспремни влегуваат. Значи имаше најава, нели, овој беше тест период од 6 месеци. Целава приказна после многу одлагања, ако се сеќавате, ова не е нова работа, ова е најавувано со години.
наназад. И првата најава беше дека треба да почне на 12 октомври минатата година и дека се дава 6 месеци сите земји, колку се наброи 29, да почнат со некој пилот гранични премини, без разлика дали аеродроми, пристаништа или нормални гранични премини каде што поминуваат патнички возила и автобуси, да почнат да имплементираат за да видат со какви проблеми ќе се соочуваат и како тоа ќе функционира. И општ впечаток е дека влегува малку неспремни. Сега не зборуваме тука само за грците. За цела Европа. Значи, тест периодот беше 6 месеци даден на секоја земја да почне да воведува постепено одредени гранични премини за да се уочат недостатоци, каде може да се подобри и така натаму. И сега сите тие 29 на број, претпоставам дека некој нешто повеќе направиле во тој дел, некој нешто помалку. Конкретно за Грција мислам дека може да се подобри во секој случај и мислам дека и они би требало да бидат свесни и во нивни интерес на крајот на краиштата да се доекипираат со плюс апарати за скенирање. Сакате да кажете дека проблемот е не е во самиот систем, туку во имплементација. Што се воведува без соодветни услови? Апсолутно, да. Бидејќи за ова што го зборувате вие, свесни се и самите грци, прочитавме, видовме реакција на грчките граничари, на грчките полициски службеници кои ги обслужуваат граничните премини, реагираа преку нивниот синдикат дека системот ги затекнува неподготвени. Ова што го кажувате вие, дека има, иако имаше транзицијски период и најава од претходно, немаат ниту инфраструктурно, ниту кадровска, ниту техничка подготвеност за да го имплементираат системот. Точно. И токму за тоа беа тие 6 месеци. Но ако не стасале во овој период, зошто би стасале сега за 2 месеци до шпицот на туристичката сезона? Е прашањето. Па можеби периодот беше ајде да речем, можеби несреќно избран октомври до април, кога традиционално тие гранични премини не се толку оптеретени. И дури сега, почнувајќи со Великден, со првото сонце, пролет, почнуваат луѓе да одат на викенди и така натаму, групи од цела Европа минуваат низ Македонија. И сега не знам, има земји кои што се исклучени од тој. Меѓутоа, мислам, никаде нема правило дека во еден автобус може да имате мешани граѓани, мислам, може да имате луѓе и со европски пасош и без европски. Да, апсолутно. Сликани, несликани и така натаму. Значи, но имаш и заблуди и околу ова. Ние барем така мислевме дека тоа ќе биде еднократно сликање. Сега не разбравме навреме добро дека при секој влез не е еднократно. При секој влез или ќе скенира, или ќе ставаме прсти, или ќе не сликаат. Значи или скенирање на лице, или сликање на лице, или скенирање на прсти. Не сликање, него камерата треба а можно и двете. Треба да ве препознае, као на, не знам, на телефон кога треба да Тоа ќе бидат апарати поставени кои што веќе ги има, што го кажавме, ги ставаат 4 прста и веќе еднаш си сликан, само кога го покажуваш лицето се препознава и тоа е биометриски пасош. И затоа на тој начин ти се одредува влезот, кој датум влегуваш и на изрез истото треба да се направи со 4 прсти на тие апарати за да биде скенирано изрезот. За точно да се знае дека тоа и тоа лице толку и толку денови престојувало во земја која што е во Шенген зона. Колку ова, до сега откако почна, имате ли евиденција, бидејќи двајцата предводите туристички агенции кои редовно испраќаат туристи во Грција и во други земји членки на Европската унија од регионот Бугарија, Хрватска, реално се продолжи времето на премин на еден автобус или автомобил откако почна системот? Па не е само и автобусот, да речеме автобусот и автомобилот. Са ние конкретно имавме непријатни случаи со авионски превоз. Луѓе каснат на летови, се пропуштаат конекции, трансфери закажани на аеродроми, значи има некој период кога толерираат, значи луѓе не може да завршат процедурата на време, го пропуштаат трансферот, дупло плаќаат и така натаму. Меѓутоа, ако нешто може да им советуваме на патниците на нашите клиенти, малку, да речеме, кога резервираат авиобилети, да остават малку повеќе простор меѓу летовите, да кога закажуваат трансфери да дадат едноставно малку повеќе пофлексибилно некој време и така натаму. Така да, а ова со граничните премини каде што споминуваат со автомобили и со автобуси, мислам тука најверојатно ќе биде и најкомплицирано. Мислам дека на аеродромите ситуацијата е малку подобра, затоа што големите аеродроми се технички подобро опремени, поекипирани и така натаму. А што се однесува за конкретно ние имаме
два гранични премини, нели со Бугарија, односно нели граничните премини со Бугарија и со Грција. Тие се Две европски членки на Унијата. Да, и таа процедура ќе се спроведува на тие гранични премини. Се ако нешто може да дадеме вака као совет од напред, малку нели кога планираме да одиме негде, дали е викенд, одмор или што и да е, мислам на крајот на криштата луѓе патуваат и од други причини, мислам деловни, медицински, спортски и така натаму. Значи да едноставно да планираме малку да оставиме повеќе простор затоа што сега не знам, имаме ситуација ние секојдневие ние тоа, нели работиме, продаваме аранжмани, авионски карти, хотели, имате резервирана авионска карта, треба да летате од Солун за Родос. И сега ако претходно сте планирале, не знам, 5 часа и знаејќи дека треба минимум 2 часа да сте пред лет на аеродром, ќе биде проблем, нормално, доколку се соочите на граница со некаква колона и така натаму. Меѓутоа и ова морам да го кажам, мислам, поготово грците, да речеме од лично искуство, во такви ситуации, кога имате резервиран брод или резервирана авионска карта, доколку отидете до некој граничен полицаец грчки и му објасните дека едноставно пропуштате лет, пропуштате брод, мислам, најчесто излегувале во пресрет и ги пропуштале тие патници преку ред. Добро, советот е да се тргне порано? Да, апсолутно. Добро. Апсолутно. Може ли да споделите некое конкретно искуство? Велите секојдневно продавате аранжмани, испраќате луѓе и со авиони и летови и чартер летови. Кое беше најнепријатното искуство со кое вашата агенција се соочи досега? Колку патници ваши пропуштиле летови или слично? 2 или 3 патника кои што пропуштија трансфери. Не летови, ама трансфери. Значи трансфер, да речеме, ајде, на аеродром во Мадрид или Барселона, небитно. Значи, трансферот се закажува со, нели, кога, или рента-кар. Значи, најчесто луѓе кога патуваат на такви дестинации, кога е организирана група, нели, цела група 20-30 луѓе, тука веќе се организира трансфер, се ангажира автобус, имаат водич кој што ги чека и така натаму, и тука нормално толеранцијата е малку поголема. Меѓутоа, као ние индивидуални патници, сега да речеме патувате со супругата, ето, во Париз. Планирате да слетате во 12. Трансферот ви е закажан за во 12:30. Вие со процедурата сте завршиле во 13:30. Трансферот кој што ви е наречен нема да ве чека, едноставно он има толеранција некои 40 минути до 60 минути. Он се заминува, вие сте приморани да платите нов трансфер, значи директно сте оштетени. Компанијата што требало да го изврши трансферот нема врска да ве чека, средствата ви пропаѓаат и сега конкретно наше лично искуство овие денови е такво. И сега дури им препорачуваме на патниците да не резервираат трансфери однапред, едноставно кога се индивидуални патувања, мислам од тој тип, да си ангажираат такси кои ќе завршат со процедура за да биде, нели, да избегнат некакви дополнителни трошоци. Немаме искуство дека некој пропуштил лет и така натаму, мада имаме информации дека и тоа се случува, дека доста авиони малтене летаат од Европа и за некои дестинации малку подиспразнети или полупразни ради тоа што некои луѓе не успеале да се завршат царинската постапка или процедура на време. Имате ли вие, Малева, вашата агенција непријатни искуства со вашите клиенти од 10 април наам? Еве конкретно она што го спомнав за Великден, дека беше првата ситуација која се поминува со автобуските групи, на пример, заради тоа што има дестинации во Грција кои што се поврзани со бродови, со траекти кои што се стигнува до островите. Конкретно имаше, значи, траект резервиран во утринските часови, нормално заради гужвата на граница, предвидуваме дека ќе се развлече, односно во исто време има повеќе автобуси, ако нормално сме поминувале за 1 час еден автобус, сега додека се чекале другите автобуси, бидејќи во исто време им доста македонски автобуси, доста српски автобуси имаше на граница, така да тоа го предвидовме и навремено на траект компанијата известивме дека после 3 часа... Колку чека вашите автобуси тоа? Па автобусите чека околу 3 часа, да. Околу 3 часа. Да. Со тоа што ако треба, на пример, земете во предвид дека ако за еден човек треба 1 минута да излезе, 50 луѓе во автобус се 50 минути, ама пред тој автобус ако има друг автобус, она што го кажав недостатокот, значи ако само 3 апарати има, треба да се предвиди дека повеќе автобуси поминуваат, гравитираат на тој премин и затоа треба да има повеќе апарати, она што треба да се спремни
на граница за побрзо да поминува нас. Како ќе биде, значи, во текот на летото? Има сценарија кои ги разработуваат и нашите надлежни овде, веројатно за да го организираат распоредот на групите на нашите граничари кои ќе обслужуваат Богородица како колеги на грчките граничари од Евзони, дека во текот на шпицот летен може да се чека и по 7, 8 и над 8 часа. Дали и вие разработувате такви сценарија или барате други алтернативи за да им понудите на вашите клиенти можеби друга дестинација? Имаше некакви совети, практични совети за лето 2026 дека ако е можно треба да се избегнуваат дестинациите на Европската Унија, односно омиленото море на поголемиот број од македонските граѓани, Егејското и Јонското од Грција да се заменат со некое друго море во близина, дали Јонското или Јадранското во Албанија или во Црна Гора. Дали и вие разработувате сценарија што да им понудите на клиентите или сте оптимисти дека ќе се средат гужвите? За жал тоа и баш и не функционира така, мислам. Нели, рани резервации започнати уште од ноември, луѓе резервирали, платиле, ние сме платиле кај хотелиери, партнери во Грција или било каде. Така да алтернатива и малтене и да нема. Мислам, Црна Гора толкава колкава што е, значи со таа обала и со тој капацитет, апсолутно недоволна за да биде некаква алтернатива, да речеме, на Грција или некоја друга. Но што им нудите на вашите клиенти, ако еве сега агенцијата на Малева Алексова вели 3 часа чекале нивните клиенти во автобуси во април, колку ќе чекаат во јуни, јули, да бидеме искрени, чекањата на граници не се новитет. Значи, имало периоди кога се чекало и многу повеќе, па имаше период кога се ваде и визи на граница, па се чекало и по 7, и по 8, и по 10 сати. Спремни сте на се. Одлично искуство, да речеме на, не знам, унгарска граница. Точно, тоа сакам да го споменам. Мислам, тоа 3 часа било, ајде, да не речем бинго. Да, така да едноставно мора да се навикнеме на овие правила. Јас не верувам дека Европска унија нешто ќе смени. Предпоставувам дека се многу пари вложени во овој систем. Знаете колку треба да се опремат гранични премини, пристаништа, аеродроми со камери, со, не знам, скенери и така натаму. Системов, односно започнување на функционирање нели одложувано повеќе пати, токму ради тоа што мислеа дека не се спремни. И се они конечно решија дека почнуваат, дека тој систем ќе се спроведува. Искрено не верувам дека ќе го стопираат. Ова што го кажа колешката може за одредени ситуации да имаат некакви мало подобрување. Мало подобрување, али мислам дека во секој случај прво малку и ние да планираме подобро, а и ако може нешто да се влие на соседите, едноставно преку нашите министерства, мислам пред се Министерството за надворешни работи, мислам дека е нивна надлежност. Што би побарале од надлежните? Евентуално подобра организација. Мислам да се зајакнат тие гранични премини со персонал, со скенери, со камери, со све што треба за тој систем да функционира. Ајде да одиме со бројките вака. Ајде. Статистиката вели дека годишно над 1 милион македонски граѓани одат во Грција, патуваат во Грција, при тоа во некои години има и 1.200.000. Дел од тие посетители неколкукратно одат. Така. Иста толкава е бројката на српски граѓани кои патуваат во текот на годината во Грција, меѓутоа кај србите можеби различни луѓе се кои престојуваат подолго, одат таму и остануваат подолго, например по 2 седмици или 3 седмици, за разлика од македонските граѓани кои одат по неколку пати, но прават и пократки престои. Меѓутоа бројката на масата на туристи кои годишно патуваат од Македонија и од Србија таму надминува 2 милиони луѓе. Сега британците, 4 милиони британци годишно ја посетуваат Грција, најмногу грчките острови, и поради тоа сега грците ги иземаа британските туристи од мерката за биометриско евидентирање влез и излез и си важи за нив стариот начин со печати во пасошите. Так. Зошто вие од надлежните во Македонија, кога сме и ние армија на туристи, македонските граѓани, не очекувате од македонските надлежни да побараат барем од грците да бидеме иземени како први соседи и како едни од најбројните туристи, бидејќи не е мала ни сумата на пари што ја оставаат македонските. Значи ова ќе биде и дополнителен удар врз грчката економија и туризам ако
тие или дел од тие македонски туристи кои таму патуваат по навика и по традиција, сега заминат на некоја друга дестинација. Мислам, Или одиме комплицирано, на варијанта немаме алтернатива и тоа е тоа. Па не, би било добро, мислам, ако има олеснување во секој случај. Па ако не барате, зошто би имало? Меѓутоа проблемот е што влегувајќи во Грција, вие влегувате во Шенген зона. Значи, вие понатаму од Грција може да отидете во било која европска земја, од било кој аеродром или пристаниште без никаква контрола. И тоа се земји кои што буквално го штитат Шенген системот. Бугарија, Грција, Хрватска, и најголемиот удар ќе биде на нив. Нивните аргументи ги знаеме. Поголема безбедност и сигурност. Кои се вашите аргументи? Вие сте директно за Јасно, меѓутоа ако Грција дозволи на нашите граѓани да влезат со стариот начин на влегување, автоматски вие сте влегле било каде во Европа. И сега некоја Австрија, Германија, не знам, Холандија може да едноставно да се побуни да каже се добро, ние имаме граѓани од Србија, од Македонија, или од Босна и Херцеговина, Косово, кои што не се дел од Шенген, не се дел од Европска унија, преку Грција дошле во Берлин, Франкфурт, Амстердам, не знам каде. Мислам, за нас е во интерес да најдобро би било да, и ние некој, ако имаме среќа да влеземе во Шенген или во Европа и тие граници конечно се тргнат, па сите да може да патуваме слободно и без никакви ограничувања. Добро, мислам дека ова е повеќе прашање за нашето Министерство за надворешни работи. Не, прашање и за ниво на вашата групација. Еве НАТО. И како асоциација, и како асоциација. Комуникација. И како национална асоциација, ова е проблемот заради тоа што ние не го предвидувавме дека вака ќе излезат како што гледаме, нели, дека ќе има толку чекање, дека ќе има толку проблем. Поедноставно, значи наместо да се поедностави, ова го услош. Као национална асоциација, значи ние на дневен ред да се бара за туристичкиот сектор, за туристичките агенции, заради тоа што, као што кажа колегата, секој може да влезе и понатаму главното зошто сакаат да се заштитат е да не се надминат оние денови кога луѓето треба да имаат визи за да работат во Европска унија, односно во Шенген зона, одат као демек туристички, после остануваат и го надминуваат тој период. Овој систем треба да го ограничи тоа и да се заштити Европа, као што кажавме. Меѓутоа, кај нас е моментот што ние имаме туристи кои што одат таму. Значи, тие луѓе, како што кажавте, одат на 2-3 дена, се враќаат. Така да ќе имаме барања за дополнителни разговори и преговори за македонските туристички агенции да имаат посебни услови, посебно за она групно патување кога станува збор за автобусите, за да не се судрат со проблеми и како земја, како што напоменавте, која што традиционално оди, и како соседна земја, и како луѓе кои што веќе ги имат доказ на граница и еднаш, например, се скенирани и се знае дека тие луѓе постојано одат и се враќаат, така да и за тоа имаат увид граничарите. Ќе имаме такви барања за да видиме што можеме да направиме заеднички со нашите институции да се преговара за дали може и ние на некој начин да бидеме По примерот на камионџиите кои побарано не добија ништо. За дали ќе добиеме и што ќе биде не можеме да знаеме, наше како што кажавте побарано. Да, превозниците не добија за сега изземање, си функционира тоа така како што си функционира, па на границите често гледаме сега километарски колони на камиони, транспортери кои чекаат со часови, па можеби и со денови за да влезат во земја членка на Европската унија. Што велат вашите грчки партнери? Еве, спомнавте, вие во секојдневна комуникација сте и со операторите, и не само грчките, туку со Хрватска, со Бугарија и со други земји членки на ЕУ, кога комуницирате со вашите партнери од таму, што велат тие? Дали тие вршат притисок врз нивните надлежни да се забрза, да се поедностави системот кој имал за цел да биде побрзно, внесува дополнителен хаос? Значи, времето е многу кратко. Значи, ова почна пред 10 дена. И дури сега гледаме дека тоа сите сме затекнати. Да, тоа што било замислено да го забрза сообраќајот и да го поедностави, едноставно го успорува. Сега наша работа е да, и преку вакви асоциации да реагираме, па тие на некој начин ако може да направат некаков притисок, може не звучи баш најдобро, меѓутоа да се обратат кај нивните власти да се потрудат да едноставно, мислам, организацијата на граничните премини биде подобра, побрза, да се екипираат со техника, со персонал, со се што треба за тоа да се забрза. А и наш и нивни интерес е движењето да биде поедноставно, затоа што мислам посебно после короната луѓето сакаат да патуваат низ цела Европа. Грција е еден пример,
окей, мислам, најпопуларна дестинација кај нас, најблиска и така натаму. Луѓе, како што кажавте, често одат за викенд, одат на еднодневни шопинзи, па дури има летно време има агенции кои што нудат и еднодневно одење на плажа, тргнуваат са беле, наоѓер се враќаат. Да, одат и на кафе да го видат морето. Да, и се ако треба ни цел ден да го поминат на граница или во автобус, мислам, проблемот не е само за влез, и за излез. Сада велам, што велат грчките оператори? На излез сега го немаше, тоа сакам да напоменам. Пример, на излез што ви велат вас грчките партнери? Ви велат дека и тие се незадоволни, тие се затекнати. Нормално и на нив ќе влијае сето тоа. Тие се затекнати, реагираат така. грчките граничари дека не се подготвени ниту инфраструктурно, ниту кадровски, ниту технички, и тоа прашање не може веројатно да се реши, па затоа преку синдикатот бараат до надлежните нивни, а ние молчиме тука. Малку ми е чудно. Очекувате ли откажување на аранжмани? Еве вака да ве прашам директно, бидејќи ете, како што и сами кажавте, имате ваши колеги кои организираат дневни патувања до некоја грчка плажа и враќање назад во истиот ден. Ако поголем дел од денот се помина во автобус, тогаш тоа губи смисла. Да. Какви ќе бидат последиците врз туристичката сезона? Директно кај вас, например. Вака, ние очекуваме заради тоа што туристичката сезона, резервации веќе, како што каже колегата, си има во сите туристички агенции, луѓето се навикнати на рани резервации уште од минатата година, односно ноември-декември, така да има побарувачка, луѓето се резервираат за сите дестинации, значи нормално откажувања од индивидуални причини во секој момент има, конкретно да кажеме заради оваа ситуација, заради ова што се случува дека има откажување од страна на странки, немаме. Да, мислам дека и луѓето се подготвени на ова. Иако на чекање се подготвени. Потсетете се дека во гужвите, во летниот период, секогаш луѓето чекале. И секогаш кога сакаат, например, да тргнуваат, еве ние како од туристички агенции што се советуваат. Рани аранжмани рековте, продадени се и тоа е така како што е и не бараат голем број луѓе откажувања. Меѓутоа, што е со оние останати аранжмани? Дали ова ќе го поскапи патувањето во Грција поради гориво, поради промена на термини? Размислувате ли за промена на термини за поаѓање? Што конкретно вие преземате како термини на поаѓање? Па ако достига сте, она што го кажа Крстевски, ако сте поаѓале во 8 или во 6. А времето? Да, времето е. Поинако планирање на автобусите. Да, апсолутно. Да, тоа ние ќе се координираме, ќе се усогласуваме, ќе се види ќе кога е поскапат ли аранжманите кон земјите членки? Заради тоа конкретно не. Не би требало, нели поскапуваат заради тоа што ќе трошат повеќе гориво додека чекаат. Ќе мораат климите да работат во автобусот, ако се чека 4-5 часа. Вака, заради цените на горивото, општо постои можност, прво законски, секоја туристичка агенција има право до 20 дена пред тргнување, значи не подоцна, најкасно што можеш да го известиш патникот за покачување на цената е до 20 дена, до некој 10% покачување на цената на аранжманот. Меѓутоа сметаме дека реално нема до толку да се зголеми цената и нема тоа да биде пресудно на странките. Заради тоа што кога некој одлучил да оди на летување, без разлика и со приватен автомобил, ќе спомнеме и со автобус, дали ќе биде, можеби ќе имаме откажување заради покачувањето, повеќе луѓето сакаат да одат со организиран превоз, отколку со сопствено возило, што напоменавте за колку ќе се качи цената, заради тоа што ние туристичките агенции имаме цена која што ја плаќаат, која што е предвидена за превозот и сега до таа цена може да варира, да речеме за некој 10% да се покачи, ама нема да биде тоа нешто значително. Ако е 50 евра повратна карта и ако стане 60 евра, а човек оди значи на една недела на летување, си има платено сместување за се таму, дали мислите дека тие 6 до 10 евра, например, би биле пресудни. Сепак не станува збор за некое екстремно покачување на цената. Да, мислам дека треба да се оди во насока да преку наши асоциации, преку наше Министерство за туризам, за економија, за надворешни работи, едноставно да побараме да има да се воспостави некаков контакт со грчките, конкретно пошто Грција ја земавме како пример, да се направи максимум што може да се поедностави. Да се поедностави, да се организираат тие премени подобро и сообраќајот да тече побрзо. И повторно ќе кажам, замислата на овој систем беше да се убрза сообраќајот, не да се... Така. Дали вие како луѓе кои работат секојдневно со ова, размислувате за алтернатива, на пример, дали наместо Евзони Богородица, Меджитлија Ники или Дојран е алтернатива кон Грција, или пак наместо најфреквентниот Деве Баер кон Бугарија, разработување на планови за другите гранични премини кон Бугарија, ако патуваат вашите клиенти? Има еден тренд да српските туристи почнуваат да користат Бугарија као транзит за Грција. Што е неповолен за државата од друг аспект? Помалку патарини и така натаму, да. За нас можеби, нели, полнење резервари, гориво и така натаму.
Меѓутоа, Бугарија влезе во Шенген. Србите може да патуваат преку Бугарија, преку Кулата, тамо веќе тој граничен премин не функционира и да се стигнат до крајната дестинација. Им се зголемува можеби малку километража, меѓутоа им се намалува чекање на граница, затоа што вака чекаат и на Табановце и на Богородица. Не знам, ние други алтернативи немаме, ги имаме тие 3 гранични премини или евентуално сега не знам во летен период кога ако се бугарскиве Ново село, не знам, Деве Бајра, ако не се толку експлоатирани во тој период, па зашто да не некој да направи малку поголем круг и преку Бугарија да влезе во Грција. Но тука е прашањето, ако Евзони и Богородица како најголем не е опремен, што би било на помалите? Вие велите не се алтернатива. Мислам не се подготвени сега, но како би биле подготвени со оглед на тоа што не се работи само за број на персонал, значи не е само кадровски проблем, и технички е проблемот, а инфраструктура, немаат доволно ленти, немаат доволно каде да поминат луѓето, каде да се симнат од возилото за да се сликаат, односно да се скенираат. Организација кои се патници од Европска унија, кои поменуваат по стариот систем или не им треба контрола фактички на Богородица ќе бидат граѓани на Косово, Албанија, Србија, Македонија, евентуално Босна. Значи, тоа се тие земји што остана надвор од европски земји, што остана надвор од ова другото што транзитира низ Македонија. Традиционално полски, чешки, романски автобуси и така натаму. Значи, они го немаат тој проблем со ова што ние се соочуваме со новиот систем. Да, можно е да се разгледа моментот што кажавте да се искористат и другите премини за да се намали теретот кога зборуваме за групни патувања. Така пример дали ќе бидат спремни, што велите, ако овој како најголем не се спремни, колку ќе бидат спремни помалите, меѓутоа сепак кој ќе се растерети малку на едната страна, малку на другата, и она што го напоменав дека им се дозволува моментот да не го користат системот и сепак да одат со класичен начин на поминување на пасошите од страна на полицаецот, мислам дека сепак ќе го користат и тоа доста грчките премини, заради тоа што нема да може да се справат. Добре, повторно прашање како асоциација, како НАТА. Имавте ли досега средба со некој од надлежните или барем на ниво на ЕСНАФ со другите туристичко-гостителски комори, дали побаравте од Министерството за туризам, култура и туризам, некој од надлежните тамо да ве прими, за да побарате можеби решение или некаков. Крстевски вели не е добар збор притисок, меѓутоа ете лобирање, барање, така, да се олесни со оглед на фреквенцијата и со оглед на таа упатеност на патување едни кон други. Не станува збор само за туристички патувања, рековти, деловни и медицински и секако. Видете, у овој момент се случува многу работи во туризмот, мислам кој што има влијание врз туризмот. Ние како национална асоциација започнавме комуникација и направивме состанок со Министерство за култура и туризам, кој што сега е наше надлежно министерство, меѓутоа можам да кажам дека прво беше моментот на војната во Блискиот Исток, правата на граѓаните за откажување на одредени аранжмани, да се постапува на исти начин, како е отказ. Така во исто време и затоа морам да нагласам дека ова што се случи овие денови се уште не е дојдено на дневен ред за да го разгледаме, меѓутоа позитивно сме настроени заради тоа што воспоставивме некаков контакт и почнавме да работиме на некои проблеми кои што ги имаме ние туристичките агенции, така да и ова е на дневен ред и ќе го разгледаме и верувам дека од нивна страна ќе се одговори. Сега колку ќе биде добра соработката со грчката страна ќе видиме во однос на тоа. Очекуваме да имаме поддршка од државните институции во однос на овој проблем кој што е на повидок. Добро, и во најавата го спомнав с новиот ETIAS систем, според планот на Европската комисија треба да стапи на сила есента 2026. Значи како надоврзување на ЕС, Европскиот систем за влез и излез. ETIAS значи онлайн дозвола што ќе мора да се извади предходно, пред да се појде на патување и земјата членка на ЕУ, односно на Шенген зоната, треба претходно да ви дозволи, односно да му дозволи на секој патник да тргне и да се упати кон некој од граничните премини. Што тоа ќе значи дополнително, бидејќи неподготвени сме за ЕС, за ова век уште не размислуваме, веројатно, ќе не затекне и тоа. Па најверојатно да, тоа ќе биде малку покомплицирано, затоа што таа најава, нели, сега ако се сеќавате која... Како вие како агенција ќе ги обслужувате вашите клиенти? Ќе го правите тоа наместо нив или тие сами ќе го прават? Ако треба, да. Тоа го правевме, например, кога беше време на корона, па кога пополнувавме, нели, онија исто апликации за влез во одредени земји, па, нели, вакцина таа или оваа и така натаму.
Значи, ние како агенција ќе направиме се за нашите клиенти да, нели, поедностават и да патуваат со што помалку компликации. Меѓутоа, повторно ќе кажам, значи, ова е систем во кој што претпоставам дека се вложени многу пари, доста време се зборува за него, одлаган повеќекратно и конечно стапи на сила. Спремноста на земјите членки на Европска унија или на Шенген, претпоставам дека има некои што се малку поорганизирани, некои малку помалку. Сега, ајде, ние сме на Балкан, па нели нашите соседи не се многу поразлични од нас. Да. И мислам дека тука и настанува така. Малку можеби касниме во некои работи сите заедно. А ја сакам јавно да ја пофалам колешката и асоциацијата. Мислам, ајде, они се нова асоциација, формирана многу скоро, така, во декември. Меѓутоа, има ентузијазам, има желба за работа и се надевам дека ќе има и резултат. Заклучокот за крај би бил дека сите што сакаат мора да се одјавуваме, да завршуваме, како само дополнете што треба и заклучок за крај. Сите што ќе сакаат во предстојното лето да патуваат кон земја членка на Европската унија, да се подготват да се наоружаат со трпение и без нервоза да бидат подготвени да чекаат и со часови. Да, во однос на тоа, значи, спремни се сите. Мислам, кога одлучија да патуваат негде, дека се спремни, дека треба да се чека. Туристичките агенции сите стојат позади нив и за ова што кажавте, и системот и за што и да, значи на луѓето кои што не може да се снајдат, туристичката агенција секогаш е овде за да им помогне, за да им даде информација, за да им го олесни сето тоа. Она што кажавме, кога има и промена и на трансфери, и на, не знам, траекти, и на секом пред што треба да се помогне, друго е кога се патува преку туристичка агенција, овде агенцијата за да ја консултираш нормално, не секогаш се е во можност на агенцијата, меѓутоа стои позади секој патник за да даде информација, за да даде одговори, за да го поедностави тоа. А што кажавме, не само ние секогаш сме затечени, еве Европска унија, значи и тие дојдоа во момент кога и тие се затечени, меѓутоа се надеваме дека поресно ќе се справат за разлика од нас во многу ситуации кога сме се нашли. Добро, Ана Марија Алексова Малева и Иво Крстевски, ви благодарам многу за денешното учество во да си кажем. Благодарам и на вас. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите, останете на Телма и имајте убав ден.